Лупчо Георгиевски е усвоено дете на удба, пишува Владимир Костовски. Неодамна, говорејќи на една телевизиска емисија, Стево Пендаровски, новиот безбедњак на СДСМ, председател на партиско тело што ќе се занимавало со безбедносни прашања, изјави дека еден од неголемите митови во современото македонско општество бил митот за големата улога на тајните служби во креирањето на политиката во државата. Интересно тврдење на Пендаровски, дотолку повеќе што човекот низ својата кариера добро ги познава полициските и безбедносните проблематики, бидејќи добар дел од својата кариера ја има поминато во МВР. За да се демантира Пендаровски не треба многу. Доволно е само да ги наведеме сите познати случаи кога тајни служби во современиот демократски свет го менувале курсот на политиката или расположението на избирачите, влијаејќи на новиот избор, а не пак во едно транзицијско друштво кое претходно 45 години живеело во едноумие, спроведувано и наметнувано токму од тајните служби, особено најпознатата УДБА, која од комунистите беше нарекувана ударна тупаница на партијата. Така што тврдењето на Пендаровски можеме само да го анализираме од аспект дали е намерно пуштено во етер со цел да се сокрие вистинската улога на тајните служби во Македонија или пак е кажано ненамерно. Нам тоа тврдење на Пендаровски ни даде повод да се позанимаваме со нешто друго. Имено, дали тајните служби при креирањето на системот на лажна плурализација во Македонија конкретно оделе до такви детали да ги избираат клучните луѓе на политичките субјекти, тоест на новите банди, дури и кога тие не биле свесни за тоа. Има многу елементи кои наведуваат на потврден одговор, а документи и докази за сето тоа се наоѓаат во некои приватни архиви на тогашните велики мајстори на разузнавачкото подземје, кое и буквално се однесувало така. Во овој текст ќе се позанимаваме со една интересна персона, за која, откако почна процесот на квази-илустрацијата, многу релевантни фактори од политичкото и безбедносното милие истакнаа дека тој бил жртва, а не дел од така наречениот кодошки систем. Станува збор за Лупчо Георгиевски, председател на десната банда од нејзиното основање во 1990 до 2004 година и председател на владата на Република Македонија во цел мандат од 1998 до 2002 година. Селективни сеќавања на Георгиевски. Од досегашните сеќавања на самиот Георгиевски, како и од излагањата на бројните негови биографии, сосема е јасно дека Георгиевски во младите денови, да речеме средношколските или почетните студентски, не се занимавал премногу со политика. Неговото занимавање со политика доаѓа во моменти кога, како студент во Скопје, на крајот од 80-тите години на минатиот век, во државата доминантно се наметнуваат теми за политика и историја, оти тоа тогаш беа и се уште се доживуваат како историски времења. Тогаш во тоа време јасно беше, се мирисаше во воздух од еден систем од биполарната историја на светот, воспоставен по Втората светска војна заминува, а друг треба да дојде. Во тие околности, политиката, па и историјата, вклучувајќи ја и онаа на Македонија, беше неизбежна тема каде и да било. Во кафејана, на улица, на училиште, во факултетите, без оглед дали на настава кај некој надобуден професор или на факултетските бифеа, на разни трибини и така натаму. Самиот Георгиевски неколку пати кажал дека неговиот политички пат започнува со запознавање со неколку интересни луѓе во Скопје, меѓу кои се и Стојче Наумов и Борис Змејковски, кого го запознал кај Динката, како и со формирањето на Сдруженијето МААК, покренато од плејада тогашни, а и сега етаблирани живи и мртви писателски величини. Приказната на Георгиевски, која речиси никој не ја оспорува, е дека незадоволен од дејствувањето на МААК,
која никако да се реши дали ќе биде партија или здружение, заедно со Змејковски решаваат дека тука нема леп за самостојноста на Македонија и се готват да направат вистинска автентична македонска партија. Без да навлегуваме во детали, тие одат на пат во Германија за да го запознаат Драган Богдановски и, како што кажува Љупчо во своите најновни сеќавања објавени во дневниот вестник Фокус, да остварат 3 цели: да го наговорат Богдановски да биде председател на новата партија, да ја научат мрежата на македонски патриоти во Македонија, врз кои можеле да се потпрат и да обезбедат финансии од диаспората за новата партија. Според Георгиевски, ниту една од овие 3 задачи не била со задоволителен исход, но и покрај тоа, тој по враќањето со Змејковски и чатпа други лица работи на формирање на партијата. Програмата, по негово тврдење пишувана една непреспиена ноќ во студентскиот дом Стив Наум, е во целост негова. Тука нема да се задржиме на заборавеноста на Георгиевски околу улогата на диаспората во формирањето на партијата, околу тоа кога и како на ДПМН му се додава ВМРО и околу вистинската улога на Богдановски во тие настани. Нам вниманието ни го одвлекува прашањето дали Љупчо во тоа време или денес е човек на тајните служби, за кои ама башич немаме сомневање дека се главните оперативни нишки во идејата за создавање лажен плурализам во новата држава. Нашата теза е дека тој и тогаш и денес е човек на службите, иако тој тоа не го знаел во тоа време, а денес го знае, но мора да молчи за тоа. Имено, од целата анализа на времето од кога Љупчо Георгиевски стана јавна политичка фигура со голем калибар, па до денес, сосема е јасно дека многу повеќе бил управувал, отколку што управувал. Се барал погоден човек за главен на опозицијата. Да тргнеме од фактот дека тајната полиција кон крајот на 80-тите и самиот почеток на 90-тите години од минатиот век управувала со сложена операција на трансфер на системот од едноумие во божемно повеќеумие и тоа во сложени услови на распад на една голема федерација на помали новосоздадени држави. Во таков еден процес, она што и било полесна задача на тајната полиција е да ја контролира трансформацијата кај матичната и единствената партија, партијата на комунистите, зашто конечно од нејзините елити и беше дадена наредбата за трансформација на системот. Таму партиските елити сами си ги одбрале поединците за на раководните места, знаејќи кој е најпогоден за новото време. Значи зборуваме за Петар Гошев и за Бранко Црвенковски, кој набрзо по плурализацијата дојде до власт како најпогоден. Она што било малку потешка задача е како да се исконтролира процесот кај десната структура. Оти тука, џандарите тоа го знаеле, потенцијалот е огромен, благодарејќи и на делувањето на емиграцијата и на подкрепата кај народот, кој едвам дочека уривање на едноумието. Поаѓајќи од таа задача, тајната полиција требало да најде погодна личност за да биде лидер на таквата главна опозициона партија. Таа личност требало да биде уверлива кај гласачите, по можност да биде соработник на полицијата, а ако тоа не е можно, тогаш да биде максимално под контрола. Георгиевски како студент и потоа дипломец со многу големи политички амбиции и заинтересираност за Македонија, сигурно рано им западнал при очи. Прво, делувал уверливо, револуционерно, второ, бил наивен и емотивно ги доживувал работите во политиката и трето, им верувал на луѓето од две причини. Немал години на животно искуство и горел да запознае патриоти. Како таков, тој бил лесно подложен на контрола и манипулација. Затоа, тајната полиција ништо не презела за да го компрометира во таа рана фаза, во смисла да му местни соработништво и слично, туку го остава да се развива во контролирана средина. Таа контролирана средина се неговите најблиски соработници. Од самото формирање на партијата, тоа и самиот Георгиевски го признава, постојано среќава фигури кои не ги познавал претходно, а кои се инсталирале во партијата на оснивачките собранија,
на главното и на сите ограноци во државата и во диаспората. Таквите фигури, освен двајца, покојната Димовска и живиот Змејковски, многу често при првата криза, при првиот потежок испит, ги снемувало од партијата, па потоа морале да бараат нови луѓе. Она што сигурно го направила тајната полиција пред да даде зелено светло за Георгиевски, била и проверка на неговото семејно потекло. За ова самиот Георгиевски првпат проговори јавно во интервјуто на емисијата Политико, емитувана во 3 продолженија на наша телевизија. Имено, Лјупчо за првпат кажа дека е дете кое ги уживало привилегиите на поранешниот систем. Оти татко му бил директор со децении, но и дека неговиот дедо бил српски джандар во Македонија во времето пред Втората светска војна. Како човек кој потекнува од такво семејство, од Георгиевски, тајната полиција веројатно очекувала примерен опозиционер и квази десничар, дотолку повеќе што самиот Лјупчо вели дека во своите политички почетоци и не бил толку антикомунист, колку што бил заинтересиран за самостојноста на Македонија. Джандарите знаеле дека Македонија ќе се осамостои без проблем. Ако споиме 2 и 2, сосема се јасни работите. Самостојноста на Македонија и онака била договорена работа и дозволена и испланирана од Белград. Таа требало да биде, ако е можно, дел од скратената Југославија, предводена од Србија, а ако не е можно, да биде самостојна, но само на хартија, а де факто да биде приврзок на Србија и да работи за незините интереси. Ако некој се уште се сомнева во ова, тогаш треба да обрати внимание на следнава изјава на Павле Трајанов, поранешен прв човек на униформирана полиција во времето на осамостојувањето на Македонија и министер за внатрешни работи во времето на првата влада на Георгиевски во 1998 година. Имено, Трајанов во интервју дадено за Телма1.net во 2005 година децидно вели: идејата за референдум му ја презентиравме на Лјупчо Георгиевски на една средба во домот на Слободан Богоевски, но тогаш ВМРО ДПМНЕ избрза со соопштението за Трети Илинден, кое најде насилен отпор кај СКМ ПДП и Киро Глигоров. Неизвестноста беше голема, владееше страв кај државниот врв од можна нивна ликвидација. Сите до еден шепотеа, гласот им се фаќаше. Но ние во МВР знаевме сигурно дека Македонија нема да биде спречена да прогласи независност. Овој напад на искреност на Трајанов, веројатно даден невнимателно со цел да се прикаже големата улога на него и на Богоевски во осамостојувањето на Македонија, покажува јасно како Белден две работи. Првата е дека тие како врв на полицијата во тоа време, јавна и тајна полиција, имале активна улога во почетните месеци на политичкото дејствување на новата партија, и тоа преку директен канал со лидерот на партијата Лјупчо Георгиевски во домот на Слободан Богоевски. И втората, поважната, од каде Трајанов и Богоевски, односно во МВР во 1991 година, бидејќи зборува за тој период, знаеле сигурно дека Македонија нема да биде спречена да прогласи независност. Само на еден начин биле дел од целиот систем, биле дел од планот раководен од Белград. Она со што реално имале проблем, ЈНА, бил проблем во тоа време и на Белград. Имено, армијата се уште не била прочистена од пројугословените, кои преку акцијата Опера сакале да ја зачуваат Југославија. Се до нејзиното целосно србизирање и подчинување на Милошевиќ постоеле оперативни проблеми со кои се среќавале и нашиве, толку значени ликови од македонската понова историја Трајанов и Богоевски. Тоа е вистинската причина за неколкуте самостојни акции на МВР против ЈНА, како што е одземањето на евиденцијата, одземањето на оружјето од магацините кај Визбегово, заробувањето па пуштањето на хеликоптерот од типот Газела кај пунктот на Солунска глава и така натаму. Откако начело на армискиот врв беа сменети кадрите на Мамула и Кадиевиќ, откако дојде Благоја Аџиќ за прв човек на ЈНА, сите проблеми престанаа, а во Македонија
инсталираниот прв човек на државата Киро Глигоров без проблеми подпишува договор за мирно повлекување на ЈНА, со што Македонија стана оаза на мирот. Она што при спроведување на овој план требало да биде успешно сторено е да биде контролирана ВМРО ДПМНЕ, незиниот лидери и некои групи, да не направат посериозни инциденти. Трајанов, но особено Богоевски, преку нивните пулени, тогаш младиот и благонадежен Силјан Аврамовски, покојниот Добре Величковски и други, а под будно око на старите полицајци, како Томислав Чокревски и компанија, тоа успешно го прават. Со Георгиевски имаат добри односи, околу него се нивни луѓе, а дополнително со разни оперативни акции, како Темел и Дубло, со оперативни методи контролираат се што мрда во и околу ВМРО ДПМНЕ. Да се вратиме на основната теза. Лјупчо Георгиевски инсталиран од УДБА и без да знае, контролиран од тогаш па се до денес. Затоа доказ е неговото лично досие. Компромитацијата на Лјупчо. На почетокот рековме дека джандарите се воздржувале од компромитација на Георгиевски. Таа компромитација започна нешто подоцна, пред вторите повеќе партиски избори, а особено по доаѓањето на власт во 1998 година. Методите се различни, но во суштина се сведуваат на пари. Дониран Мерцедес за возило на лидерот на партијата, наместо до тогашната партиска лада, е првиот сигнал дека во игра се пари. Потоа, кишарницата во партиската каса, за која Георгиевски нелицемерно денес признава дека ја имало од почетокот на првата кампања за избори на партијата во 1994 година. Потоа, средбите со грчкиот генерал Грилакис, па личната афера што се обидува да му ја натоварат преку монтирањето љубовник на неговата сопруга и така натаму. Списокот е долг, а сето тоа на тајната полиција и беше потребно за да биде сигурна дека еден ден, кога ќе дојде на власт, како што тоа се случи во 1998 година, тој нема да им биде проблем. Во споменатата емисија, например, Георгиевски повтори дека сите тројца министри го уверувале оти досијата на жртвите на комунизмот и на соработниците во МВР не постојат, односно дека биле уништени. Георгиевски денес признава дека го лажеле или дека некој ги лажели министрите, но сосема е јасно дека ако сакал да ја истера таа работа докрај, ќе ја истерал. Сепак, нели приоритет му била Македонија. Факт е и од други сведоштва, не само од она на Георгиевски, дека тајната служба останала да ја контролира власта на Лјупчо и од 1998 до 2002 година. За да биде контролата и компромитацијата поцелосна, дури пред изборите му го инсталираа и Васил Тупурковски со неговата демократска алтернатива. Факт кој денеска го признава и самиот Георгиевски е дека може би сгрешил, бил премногу наивен што верувал дека тој раководи со државата. Но факт е исто така дека Георгиевски не може да се прави недоветен, дека за сите овие работи не бил информиран од луѓе што уште тогаш знаеле што се случува и каде се движат работите. Дали можел да ги промени нештата? Се разбира да. Не може денес Георгиевски да тврди дека во оваа држава се уште се подоминантни интересите на Србија отколку на Македонија, а да заборави дека токму србизирањето на ВМРО ДПМНЕ беше спроведувано во негово време и оти тој, преку Димовска, беше бранител на многу моќниот двоец во тоа време, Делаверци, таткото Томе и сино Драган. Исто така, не можела да не знае дека системот на шверц на цигари, нафта и оружје продолжи и во негово време, но преку други канали, а не преку луѓето околу Македонија Табак и другите српски играчи, од кои дел ги заштитуваше и ги координираше и Срđan. Впрочем, пред изборите во 2002 година на митинг тој јавно кажа дека знае се за шверцот на цигари во времето на Бранко Црвенковски. Не кажа само зошто не презел никакви правни мерки да ги казни сторителите на тој организиран криминал. Како и да е,
Георгиевски денес е потполно свесен дека бил наместен да биде лидер на најголемата, божем десна партија во самостојна Македонија, за да може поуверливо да се прикаже приказната за трансферирањето на еднопартиски во повеќе партиски систем, а се да остане исто. Керим. Од тука, Георгиевски, кој по своето признание не е светец, но не е ни толку црн како што го прикажувале, може би е во право во таа своја констатација. Но, она што е најзначајно е дека тој ја прокоцка шансата да ја смени Македонија на позитивно и да ја престрои во демократска држава. Тој како дел од системот кој што владеел и кој се уште владее, одиграл една политичка роља со различни степени на квалитет, од позитивна во неговите најрани политички денови до целосно негативна и конзервативна во подоснежните години од неговото политичко делување. Тој едноставно е усвоено дете на УДБА, која цело време се грижела за него и неговото действување во политиката. Како таков, ниту при отстапувањето на лидерската позиција на Никола Груевски не делувал сам, туку по советот на службите, без оглед како до него доаѓале тие совети и наметнатите решенија. Љупчо Георгиевски порано, ајде да веруваме, не бил свесен за тоа. Денес е. И како таков, за Георгиевски нема место во политичката иднина на Македонија. Поточно, не би требало да има. That's all, folks.